небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Йоу, йоу, Миро со ново шоу. Вечер по 8. Слушај, слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Кај Миро, без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Од Скопје до Исаро, вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Добро вечер, дами и господа, добро вечер, Македонија. Добри луѓе, смеснете се удобно, бидејќи сите, или народно кажано, денот по утрото се познава. Нашето вечерно шоу почна со многу смеа, почна со многу хумор и сатира, бога ми така ќе заврши. Да, тоа ми е некоја нова фора, така да и ќе практикувам. Останете на Алфа, бидејќи се на вистинската евровиција, ние започнуваме токму вака и сега. Станува збор за една контроверзна јавна личност. Јавна личност која што е запознав пред неколку години и сватив дека освен тоа што е контроверзна, зборот не е и толку многу одговара, е многу директна, искрена, сурова, интелигентна и еден од оние поборници на рап музиката кога станува збор за женскиот пол во Македонија. Затоа што нели некој критериум као жените не играат фудбал, жените не рецитираат рап и така натаму, но тоа го поби и стана една од најдобрите рап изведувачи во Македонија. Се појави на едно шоу во соседна Србија, на телевизија која што е популарна, шоуто е популарно, но не можеше да издржи таму во тоа реално шоу. Издржа, мислам, некои 2-3 месеци и подоцна има што да ви каже. Дијана Ужине, добриот рап изведува женски! Станува збор за дечко кој што беше македонска гордост и остана македонска гордост, бидејќи лани не представуваше на едно надпреварување регионално и го освои првото место. Беше со македонско знаме, пееше македонски песни, има македонски дух, има македонски жар кога ги изведува македонските песни и е победник на минатогодишните звезде од Гранда. Никола Штаничич, победникот на Звезде Гранда, 25-та! Трет гостин кој што, нели, начело ќе седе карши мене, еден мој пријател кој што го знам долги години, освен тоа што се знаеме и приватно, бевме и на летни одмори пред неколку години заедно, помина одлично, талентиран дечко кој што ја сака музиката. Замислите, работеше во Министерство внатрешни работи, од голема љубов према музиката даде оставка или се повлече од Министерство внатрешни работи и од тогаш па натаму ги има едни од најдобрите хитови кога станува збор за рап музиката или хип-хоп. Почна со 2 бона, продолжи сам, повторно има и дует со 2 бона, направи дует прекрасен со Пајак или едноставно еден од најдобрите македонски рап изведувачи Таско!
Таско, денес си повеќе во мут интервју или рап мут? Затоа што се изначека. Ти ми кажа, дојдам во одредено време, а дојдам порано малце, ама ајде. Си седам, тоа е. У кој мут си? Интервју. Интервју? Да. Јас имам една желба од тебе, знаеш? Ајде. Да, дали после таа желба ќе ми оствариш? Ајде. Која песна треба да ја пееме, Таско? Па, една е песна што можам да ја пеам за тебе и ти што ја сакаш многу. На вози ко Дукати. Бум, бум. На вози ко Дукати. И тај... Имам желба, не? Бе гледаш дека и хип-хоп и... Боле се за рап. Боле се за рап. Добро. Таско, сакам, нели, музика и реалност, еве, вовет. Што е потешко, да напишеш хит или да издржиш коментари на Инстаграм? Многу пати знаеш Инстаграмот да го изгасиш. Многу пати знаеш социјалните медиуми да ги представиш како дел од нешто што стварно ти е небитно, доби две прекрасни дечиња, ти правеа некој притисок во кариерата на Инстаграм, бидејќи си еден од оние први изведувачи кои што достигна добри следачи на Инстаграм. Имаше и добри компании, мислам, рекламираш, знаеш кај те снема. Се појаваш и викаш, не го сакам Инстаграмот, се повлекувам. Не знам, знаеш како социјалните мрежи некако колку и да викам дека не ми влијаат, на некој начин влијаат на она што го креирам и што го правам, бидејќи пак се бавиме со некоја работа која што црпиме инспирација од луѓето и гледаме како да им направиме и на нив да им се свиѓа тоа, меѓутоа и на нас да ни биде добро. Тука има некој компромис што секогаш се прави. Например, Инстаграмот на сам старт стварно не ме ни тангираше ништо ради тоа што си ја правев музиката како што сам знам и како што сакам да ја правам и искрено не се ни замарав, ама со тек на време сватив дека како да речам, подсвесно некако ме влијае. И овој момент го деактивирав, мислам го изгасив скроз. Апропо, имаш многу успони и падови и тоа си го кажуваш јавно. Да. Дома те критикуваат, например, што јавно стварно си кажуваш све? Например, има момент кога кажуваш ја прекинувам, колку време не си напил гол алкохол? Година и 4 месеци. Кажа дека алкохолот те донесол до некои ситуации кај што не ти било, Да. кај што си бил, не знам, Да. агресивен, кај што си бил депресивен. Не сум бил агресивен кога сум пил, не сум имал агресивни моменти, меѓутоа ми било ме ставало во некои ситуации каде што трезен не би влегол никогаш, прво и основно. Второ, многу знаело да ми потроши време, енергија и ресурси, што сум можел да ги, да речам, да ги усмерам во други работи. Добро. И со тек на време сватив дека не ми е паметна работа и го оставив. Само таму негде во моето минато и тоа е некоја друга верзија од мене која што таму е Не пиеш оставена алкохол и сега? не пијам. И многу ми е искрено онака битно да те прашам, се повлекуваш од МВР само за музиката? Да. Тогаш паметам јас, дојдов кај вас у мало и ти викам, ти викаш, ти беше полицаец, така да убаво се изразувам, да. И ти викаш нема јас да работам веќе како полицаец, ќе работам и ќе занимавам со рап музика. Ти викам, добро, ама у рапот дали има пари во Македонија, дали може? Ти викаш не, тоа е моја конечно одлука. Ти се покајал некој за таа одлука? Не, Тоа ми го кажи приватно. никогаш не сум. Ти си физички силен, спремаш, спортист, не ти фали таа работа? Не, Воопшто? не, Не беше полицијата за тебе? не. Јас имав некоја друга цел во тоа министерство. Таму сакав во нешто друго да работам. Специјалец, не што сакаш? Да. Сакав да работам во специјална единица и поради некои причини сега во тој момент што се случува во нашата држава не можеше отворено конкурс за во специјална единица. Не можев да влезам во специјална единица, кога се отвори веќе имав извадено неколку песни, а не очекував дека така тоа све ќе пукне на сам старт, ме разбираш? Отидов на карта као ај ќе ги извадам чисто да видам што ќе се деси. Меѓутоа све тргна многу голем, да речам, успон нагоре со некоја многу неочекувана брзина и траекторија каде што не можев да го исконтролирам и морав да одберам едно од тие две. И кога веќе ваму мислам не го работе веќе тоа што го сакам, дај ќе го работам ова што го сакам. И почнав да го работам баш тоа што сакам. Никола, споредба. Станува, правиме споредба сега МВР и хип-хопот, рапот на Таско. Споредба српска сцена, настапуваш во Србија, имаш пред тебе жури кои што се еминентни. Јавни личности, еминентни пеачи, изградени пеачи, поминуваш кај сите. Си кај Цеца во тимот. Цеца, нели? Легенда, кралица, мајка, како што ја кажуваат и како што ја знаеме. Фолк дива и така натаму. И на крајот завршува шоуто.
Што си кажуваш? Кој очекување ги имаш понатаму? Се враќаш во Македонија, продолжуваш што настапи, гледам Германија идеш настапи, Швајцарија, Австрија. Ти фали шоуто, мислиш дека после шоуто ќе имаш некој пат кој што ти си го зацрта или едноставно повторно дојде оно back to реалноста? Се враќаш во реалноста и викаш, види, ова е само шоу. Па искрено да ти кажам, многу нови работи дознаваш, нови работи доживуваш. Колку вака се качуваш понагоре на некоја скалило или скала, како да се изразам, секој гледа да те бутне. Многу е навистина тешко, посебно како победник, јас како што искочив победник, навистина е тешко сега да се успее. Секој гледа на секој начин да те бутне. Мислам дека многу подобро ми беше пред да победам. Многу помирно ми беше се, посмирено, мирно се спие. Сега некако ми е се многу потешко. Сакаа да те бутна додека се надпреваруваш? Добро и тоа си има десен. Да? И можеш ли да кажеш како се даш ли рецептот како се поведува на едно такво надпреварување балканско, бидејќи тоа е прво. Мислам дека Звезда Гранда претходно беше Идол или гласот на Србија, не знам меѓу и после Звезда Гранда стана регионално такмичење број 1 и сега го копираат и Пинкове звезди и Хајп телевизија и така натаму, но тоа дефинитивно е оно се знае што е столбо. Да, искрено рецепт за тоа нема. Ние самиот знаев дека ќе победам. Едноставно отидов од желба што сакав да се докажам пред. Ама има таму добри пејачи бе, Никол, се докажува. Сите се одлични, ама имам желба некако во Македонија, знаете и сами дека ние немаме толку продукции да идеме и да се докажеме и народот да не види кои сме што сме. Мислам дека србите се многу понапредни во сето тоа. И тоа е самиот доказ. Ето, отидов таму, покажав што знам, сеца беше таа која ме насочи на која страна да идам, што да пеам, како да пеам. И ете тоа ми донесе да ме... А ти Цеца кога ти зборуваше, ти ја слушаше не? Или паушално? Не, нормално дека ја слушам. Јас само и кажав на првата проба дека мене ми треба тоа финале. И она тоаш на првата проба се подразмисли, нешто мислеше, валјда и текнуваш она како почнувала и тоа после ми го има кажувано, дека таа реченица дојде во главата, дека јас си го сакам тоа финале и затоа сум тука јас. Гледате подсвеста, не, мокте на подсвеста има, не гледаш, он си го мисле финалето. Значи, ти си у прва рунда, народно кажано, нели? И да, и тоа кога е почнало првата рунда? У септември, октомври, финалето у мај. Па така нешто. И он си го размислува скалилото, тоа е тоа. Кај што зборевме преска истина, се е до психата. Психата е многу битно, ако ти се наклониш кон финале и доаѓаш до финале. А сигурно имало дечки и жени што стварно се пеели исто како тебе, што си изгледале убаво, жени згодни, мажи убави, ти текнува? Таму веќе од трети круг нема кој не знае да пее. Сите значи пеат, сите се професионалци, сите денес го работат тоа. Само што ете, кој како поише среќа ќе има. Дијана, Србија и ти ја фаќаш во реалити шоу, го гледаш шоу српскиот шоу бизнес, гледаш македонскиот шоу бизнес. Се враќаш во Македонија. Некој скандал, ти се случува нешто, заглавуваш во Идризово, ако не се жал, во шутка. Во притвор, во притвор и тоа е за тебе шок. Па да, во моментот е шок, меѓутоа, нели нормално тука сме ние да се избориме со секоја ситуација која што животот не ја носи, така да мораш одма да го преживееш. Фактички тебе во Србија после завршувањето на реалното шоу, ти живееш во Србија, тебе Интерпол те бара. Така е, меѓутоа јас живеам во Србија после завршувањето на реалното шоу 2,5-3 години. И си занимаваш со друга професија? Или си го тераш? Не, се терам јас музика, само што не публикувам активно, се надоградувам, одам на часови по пеење, си купувам опрема, правам план, бизнис план за публикување на мојот прв албум. И јас снимам првата песна, првиот спот, веќе имам вложено позамашна сума на пари во моите проекти, ми се случува Интерпол, ми се случува притворот. Како нешто да те тресне од земја во еден момент. И тука сите планови ми се стопираат и ете некако се вратив, нели тука. Не побара Македонија. Супер се врати. Имаш ли некој нус појави од затворот? Па, искрено да ти кажам, јас сметам дека не сум компетентна за тоа да одговорам, заради тоа што нели секој во своите очи си е
да речем најдобар. Сега тоа може да го каже некој кој што ме познавал нели предходно. Па еве сега како aftershock, не знам. Меѓутоа вака еве кога се гледам со пријатели, со луѓе во Македонија, во Скопје, после толку години сите ми викаат: "Леле, знаеш како многу си се сменила некако баш на позитивно, знаеш. Не си онака луда си се уште, ама не се знаеш до толку опичана како што беше." А добро, те тоа луда. Имаш ли нешто што луѓето најчесто погрешно го мислат за тебе? Еве, значи ја те кажав дрцка, без влакна на јазикот, нешто што ги кажеш, да, лудите, чекај се, стварно нешто што онака те нервира, нешто што стварно не си ти, а ти го етикетираат. Не, јас искрено да те кажам, порано кога бев помала, кога и да слушнев некој дека кажал нешто лошо за мене или дека има некое лошо мислење, пробував да влезам во дуел и да се објаснувам дали е во право или не. А сега некако им дозволувам да мислат што сакаат, меѓутоа јас сум тука, нели, да стапам на сила, значи да им го променам мислењето, а не сега јас да се објаснувам и да се расправам. Значи со дела. Така да не ми смета ништо. Никој епитет кој што ми го препишале до сега не ми смета. Таско, кога последен пат си изненади од самиот себе си? Пред у средата. Што напред? 20 рунди спаринг по 3 минути со минута одмор. 20 рунди спаринг. Да. 20 рунди спаринг. По 3 минути. Со минута одмор. Да. И тепаше? Не, те ме тепа. А кој со Боби? Сите ме тепа. И жени, деца, сите ме тепа. Не, се шало. Да, кај Боби, знаеш, он сега отвори. Ама ти со него ли се тепаше бе, човек? Не. Аму си има членови бе, брат, си има луѓе што доаѓаат да тренираат. те тепаат. Боби нешто после Великден нешто се фати така, вика сега сте јаделе многу за Великден, за празници, Ајде да се тепаме. Не, да вратите све у нормала, да не се дебелеете толку, 20 рунди ќе работиме денеска. Како бе, така? Ето тоа се изненади. Беше кај Цеца во шоу. Шоуто на Цеца иде на Алфа телевизија. Каква е бре Цеца уживо? Кажи ми, еве, дојде кај мене со Таскот са бајле тука и ручавте, испиевте, и си жиравте. Се направивте. А? Да Цеца, кажи сега за Цеца нешто. Каква е таа Цеца? Таа Цеца, побогу Цеца. Па секој емисија фалам, али тоа на вистина така. Го има ли Цеца, Деки, Горијан, ги има ли Цеца? Мола? Деки, Велевскиот и Горијан ги има ли Цеца? Ги нема. Ги нема. Па ги нема. Ама можам да ве земам со мене и да ве запознам. И сами да се видите каква е жена. Бе, не сме не за кај Цеца, далеко е. Зашо? Близко е, тука е шо. Далеко и штипа ходеш пешки. Тоа беше мал. Каква е Цеца како жена? Мене ми стои дека многу ваква е умерена, не е некоја дигнога глава. Не. Буквално ко секоја просечна жена вака на улица да сретнеш исто е. Барем јас имам таков впечаток. Прв пат кога видов на проба се постои така, дојде, здраво, јас А убава ли? Нормално дека е убава. Згодна ли? Е згодна. Мирисе ли убав парфем, има ли убав? Не. Како не? Миро, ти многу навлегуваш. Ти сам многу празно. Види, ја имам за Темелене, човекот Три се пати работи имам правено работата. интервју со Цеца. Ја знам буквално Цеца како, ама сакам да ми кажеш Станишич. Немој само. Ајде Дали ти вака, Станишич како би ја ми мирисал? опишал ти сега? Чекај сега да видим. Како мириса? Голем човек, големите Голем? луѓе. Не, бе, малечка е жена, така Мала бе, голем. голем човек, значи голем како величие како мене. Кажи Миро е голем човек. Аз стан да кажам, големите луѓе се едноставни. Голем као јас снимав со неја последен пат за бекстејдж во Охрид, хотел Метрополи Белви, се симна си напрема, а малечка е, да, ситна е, тоаш беше па буцката, сега слабната. Јаде ли нешто таа жена? Прате сум до толку јас со неа секој ден па да Па видам. беше со неја од звездите. Ова јаде како неа. Што? Што се? Бира зборови од преска. Бира зборови. А многу ли зборе вака како ме е на шоуто или остава на луѓето да зборат повеќе? Па види, остава ми она да сте збори. Ја гледав, да, доста Малце е збори. покултурна. И што сум толку некултурен Иване? А не е дека си некултурен, ама така. Видиме како сум направен со кошулчево. Не, Да, добро, кошулчето до душа сега ти е закопчано. Да. И стварно Што си сум ја културен. Едино некултурен тоа го вади. Вики, да бе, одбрани ме, што сум ја некултурен? Многу лафеш човек. Овие скопјани ме научија дека лафеше на кавадаречки, говореше на струмички, а збореше на штипски. Е, па збореш да... Како ја можам да...
Ама како ја може да имам полиглота и да го учам вашиот дијалект, а вие не може Ама да чекај, јас Добро, баш тип лекторе. еднаш немам отидено, бе. Па затоа треба да викате Миро од Скопје, пошто 30 години ви живеам од Скопје и наградам Миро од Скопје. Миро од Скопје. Од која населба сакаш да кажеме? Таско, ќе правиме шоу. Може. Ајде, спремни сме. Која ќе ја пеем? Очи света диаманти, тело црно Мазерати, она скапа Емирати, а ме вози ко Дукати, она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, Нана, она никад не е сама, не, кај што гази прави драма, на неа нема мана. Позади неа е галама, те гледа искренија. Неферика знае сека да доминира. Она ме дига горе кокаина. Само Гучи, само Шанел се е фирма. Лице ангела или пак носи Прада. Тетоважи на тело враќа ко карма. Се што сака го има без да го бара. Гори ко керозин, вози ко Мајбах. Филм скап ко Сентропе. За неа не мане. Пум гасни згратуве за неа се. Очи светла диаманти, тело црно Мазерати, она скапа Емирати, а ме вози ко 3, 2, она вози ко пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, Нана, бели линии ко зебра, а крми као Тесла. Изнаствори се ка песна, вози ко Дукати. Други се кофе спусти ко доле, за да нема веќе стрес. Црвена штикла на земја, гази земјот дрес. Мирисани наричи да вичи ремек дело. Црвен кармин, црвена душа маранело. А тело бело, гледа злобно око како мема. На тебе се ти стои добро, свети скапа ко Париз. Филм скап ко Сентропе, за неа не мане. Пум гасни скратувен за неа се. Очи света диаманти, тело црно Мазерати, она скапа Емирати, а ме вози ко 3, 2, 1, она вози ко пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, пум она вози ко Дукати, Nana. Hey, 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 Nana. Hey, 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 Nana. Pum pum. Hey, hey, Nana. 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 Pum pum. Да, се враќаме Тасковичу, ова е една од необавите песни, човече. Добре. Сериозно, не, добре, сериозно и некако мислам дека оваа песна те опишува тебе. Па не знам. Оваа песна иначе ми е пишувана за жената што ми е моментална, му се Стварно? пред да се запознам со нејзе, да. Еј, браво. За нејзе ми е пишувана. Мислам целиот текст е напишан по некоја нејзина инспирација, така што ја гледав со Ама и тетоважи со ова со оно со све Тачно, да, свашти. тоа важи, ама и како е склопено на вози ко Дукати, бум-бум, целата прича ти, тоа целата песна ти ја преј причава да станеш, да играш, да наприш. Да, таква песна е, баш таква песна и затоа мислам концептот на песната е фан факт. Идев накај Штип, мислам, на настап и во кола ја пишав. Додека идев натаму ја пишав у кола. Викаат Србите од Србија до Токио, јас викам од Србија до Штип. Сите таму патишта се водат кој Штип. Сите не се у Рим, сите се до Штип. Станишичу, Повели? спремен ли си да видиме тоа златно грло зошто го освои Балканот? Ајде, спремен сум. Која песна, Либеровци? Која ќе ја правим? Од Брейк може? Те оставам по стоти пак пред себе, а не знам кој сум јас.
Ти дозволувам да ме лажеш, да разкажеш приказна за нас. Не можам да разберам, но барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор, без да знаеш, правиш да се чувствувам ко да не сум живел ни еден ден за нас, ко да не сум живел ни еден ден за нас, ко да не сум живел ни еден ден. Понекогаш дозволувам само за момент да ми влезеш во сон, за да се измиеш во чиста љубов, во една друга приказна за нас. Не можам да разберам, но барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор, без да знаеш, правиш да се чувствувам ко да не сум живел ни еден ден за нас, ко да не сум живел ни еден ден за нас, ко да не сум живел ни еден ден. Како се прави дует? Ти се јавуваш, на тебе ти се јавуваат, како Конкретно за кој дует ти интересира? Певе, не знам, за дует, например, многу сакам дует, мене ми се многу интересни дуети. Спонтано најчесто. Сега Благица, Најчесто- Павловски, Антојна Гиговска дует. Нема да коментирам за тоа. Добро, не коментирам. Нема да коментирам. Абе, не одговор, коментира, сега тоа е ќе твое. кажам. Но, еве, дует, како се јавувате, седнувате, пиете кафе и викат, ја и ти правим иста песна. Па не, види, со Раста беше имав исти настап заеднички на Билјанини избори, настапуваше он, па настапував ја. И он виде што се дешава кога јас настапував и ме покани во студио кај него, прво да се запознаеме пред се, да види како правам музика, како работам и тогаш јас направивме тајне, генерално. Со Инас, например, другаче функционираше. Јас го гледав Инас дека артисту подем, во продукција кај Джала и Буба ми беше интересен, го видов дека има некој бран, му направив, јас имав моја песна, му ја пратив, дали имаше отворен дел за него верс во таа песна, сакаш ли да влезеш? Да, ми се свиѓа, ја направивме Балкан банда. Генерално мислам дека 90% од случаевите е така, кога имаш песна па некој артист го замислуваш на таа песна, му праќаш демо, ако му се засвиѓа ти остаа верс, ако не му се засвиѓа не ти остаа, може и пари да ти побара, мислам има десони пари да ми побараат за фит, да. Ме не сум го направил, тоа не сум платил за фит, ама има луѓе си имаат цена за тоа што го работат. Многу пари земаат така, поготово артисти во Србија. Како земаат пари да направиш дует со нив? Да, кошта. Како што земаат и многу за гостување во емисии. Јас ова за емисии ве го имам слушнато сега скоро, јас бев запрепастена. Да. Запрепастена. Си земаат парички, например, ако Да, сакаш еве да сега пример ние гостуваме, ти Да. не каниш и ти викаме важи. 2000 Јас евро. толку, да, секој си кажува цена, ако сакаш да ти дојдам, бујром плати. Тоа Неверојатно. промоција би Дијана. Ама јас види, јас не сум Не, се дебатираме, човек, дебатираме, не сум да. човек кој што го поддржава тоа, за мене тоа е сулудо.
Значи ти мене ме каниш тука, ме Да, абсурдно е малце, да. пред аудиториумот ме представуваш, не би требало јас да ти наплатам за тоа, нели? Мислам, тоа е глупо. Нонсенс, ама ете и тоа го прават. Станишичу? Немам коментар, тоа во Србија или кај нас? И кај нас и во Србија. Во Србија е нормално, нели, поголем е пазарот, повеќе такви работи се случуваат. Јас ама морам да Кажа, кажам, слушам вакво нешто. на мене ми има единствен човек побарано пари за гостување, Гоце Тодоровски. Значи има и кај нас. Значи има и кај нас. Се мислев да го кажам, ама тој е легенда од наше детство. Нема Гоце везе, Тодоровски, нема да. везе, ти побарал, Нема ти побарал, везе, тоа јас е. му се јавам. Јуши, кој? Алек, од Либеро, кој? Кој ми има побарал? Кој? Не бе, џабе ти пантомима, појма немаш. Кој бе, чекај сега. Раде Рогожаров. Не бе па, не ми побара за гостување. Рече патот да му се плати. Биде, јас се кажувам и нема врска кој сака да ми замери, битно јас се со гледачите, со моите верни гледачи си посподелувам се и нема што да се лаже. Се крева цена после звездите на град? Да, Дигна цена? дефинитивно да. Колку? Види, тоа јас не го знам, менаџериве си знаа. Они Браво, договараа. браво, добар одговор. Политички. Искрено не знам. Не, сериозно. Значи ти си имаш една цена претходно и сега ти се и нормално собствениците на клубови плаќаат така. Како победник на звездите од Гранд. Надвор од Македонија, да, во Македонија за жал не. Морам да кажам јавно. Никако, Станишич, имав ми претходен победник Ристе Ристовски. Ми се изгуби тоа дете. Не се изгуби, бе, тука И си. каде настапува? Са, не знам кај настапува, ама знам дека си тука. Знаеш, има луѓе што имаат потенцијал победат на некој такво Имаше надпреварување. една девојка победи. Јас скоро дознав Филип Божиновски. И Филип не е победил, не. Филип не победи. Филип беше не победи, втор, не, второ не. беше. Да, ама он убаво, Филип втор. тогаш го искористи тој Филип, бран. да. Како А има не? девојка што победи, а нема никаде. Да, мислам дека од Струмица. Од Струмица, Славица, да. Славица. Мене скоро на некој пост ми излезе. Ние сме криви за тоа. Ние македонците сме најкриви за тоа. Што не ги поддржаваме? Точно. Па да и затоа и никога многу пати кога ми дојде сега некако ми е, знаеш, Види, порано во пракса беше разочаран. покажи се таму, демек па тука. А сега не е баш така, бидејќи дури од овде јас тврдам дека он добива поголем хејт него надвор од Тоа држава. ми го кажа и Никола кога дојде некој И радио е кај мене. поценет и поплатен. А и се зошто нормално. да би поценет победува на национално надпреварување Затоа што регионално? нагло се Тоа качил се многу не скалила национално. нагоре. Точно е тоа. Зошто? Пред мал се прави пребуваме бас со Алек. И газите сами ги пример менаџериве кога ќе се јават или кога ќе ме побараат за свирка, кога ќе им кажат моја цена, па Никола пеел порано кај мене за таа цена. Аха. Добро, Никола сега победил, Никола вложил во себе, никој тоа не го гледа. Разбираш, мислам, наши бе Никола има гази потрошено тука. илјадници евро да оди до Србија да се врати до тука. Скапо е тоа, Никола. Патот кој го плаќа, ти? Се сам си Се плаќаш, сам си се плаќаш. сам си плаќаш и тоа навистина се огромни трошкови. Цела година е тоа, не е еден месец да кажа, цела година идеш нонстоп. Па не е и само пат тука. Не, Да, не, апсолутно храна, тоа е. гардероба, така е. Треба недели, они викаат, треба да имаш X фактор. Да изглед, да се дотераш ти, бре, човек, 500-600 евро Па треба. исхрани, Човек, па... јас само еднаш кога сум ишол од Македонија. Значи се друго ми беше Швајцарија, Германија, Србија. Швајцарија, Германија, Србија. Претерано многу пари потроши. Вложи така? Па тоа е си ги Да дал. се враќаат ли тие пари? А се враќаат, ама ти викам само во странство. Во Македонија не. Не можеш да ги вратиш. Ке пееме нешто? Ке пиеме, Миро. Сега ме натажи вака со ова што ми го кажа, ако не запеам. Кој значи- прашај ги нив дали се натажени од 365 дена има 380 свирки. Ево го, Тоа види го, значи главен, дека- главен и одговорен. Види го, па му се Е, па он е баш весел, он ми е највесел од сите. Си кајшим. Види го. Најјакиот. U vestima u 18 časova. Potraga za makedonskom reperkom Dijanom Omučom. Prema poslednjim informacijama, slučaj je stigao do Interpola. Padni stani, trče vam uplatamo, skupni se ko kožen kajš. Život očiva, baram sklonište, a moj terani. Nepravdi mnogi osolile krvavi pari. Siromašen pamet pokorile, ke bila mnoumna. Sludijala i oslobodine, od ulica se klonam. Zadel ne do na dvonukite mi na to tu.
Све док ми се нотите, Боже не ми суди, зашто лоша бев со лоши. Стојат на теноклет и глава стај, фут, торби, пет, коа лошо, ке тој седи до недоглед. Скуров е светот, ја редок свет, баш тета во лажните живот и страв. Гледам со хири се борам, сум ватрена, ставот и умот мој намета, код пилиња од мене намета. Подалеку од мене срца празни се прашина, е истрошени ко кремен, ко пикавец на под изгасена ниша. Но си следен, дозволиш ли да си изгазен? Могу на јас допрев за тоа и не ме пипате. Падни стани, трчај ваму па таму, сопни се ко кожен каиш. Животот шиба, барам склониште, а моите рани неправди многу ги осолиле, крвави пари, сиромашен памет покориле. Колку сум улица, ке видиш на кожа да ближи ми гану. Плашена ми вика, може да видиме едино ако те изеден мрак. Ви знаеш сум топ кила, умало сум била да без дила. Одмала сум ја како планина, одамна сум пак мани мајшина. Иде брат ме со мрдне гъс од мојот престол. Сите мои фури, ви ги шиткам 2 по 500. Доаѓам од таму каде што се кали бесот. Па се ова го правам, зашто имав тешко детство. Ке бидам многу умна судија да ја ослободи ме. Задел не звонат во ноките, трчај ваму таму, сопни се. Животот шива, барам склониште. Ја познам такве као ти, шармере, неодолливе. Ма такви себе воле највише. Увijek uglađeni film, a stvarno pravi mamin sin. Jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mutlo pod nogama. I nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. I prokleto je sve što je od tebe. Imaš reči najslađe, a fali ti još 1001 volja za mene. Jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Ej, prokleto je sve što je od tebe. Imaš reči najslađe, a fali ti još 1001 volja za mene. Jer takve kao ti ja provalim za tren, da se ne okrenem. Имаме спремно прашање кои што се интересни, но ајде да почнеме со тоа што ти го кажав јас пред да ве најавам максимум. Може. Значи може на еден поинтересен начин да ми ги одговорите прашањата. Прво би започнале со вас, нормално со дамите. Колешката ќе ви постави прашање кое што ќе треба да го одговорите на некој рап стил. Во рап верзија, Во рап верзија. Може јас, не. Еден пример, да. Мултиталент. Ајде, може. Еден пример, например, што е тука, например, века естрада и вистина сум пише, ја викам, ака дали повеќе се успива со талент или со тоа колку добро знаеш да се снајдеш во естрада? Имаш ли видено некој помалку заслужен? Тоа е мој стил, значи јас сум аматер. Вошка, ти, сега и Таско. Значи сега мене и Таско не наместите. И Станишич. И него. Ја не сум. Ама ти не си можеш и во попа, можеш и со трилер некој као. Можеш со песна да вратиш, со стихот песна. Како Да има говориш песна, да може да боле. Реално памет. Може како поп. Може како поп, ама не како поп од Македонска православна црква, туку како поп музика. Зошто бе, ние нели сме положени? Ама Дијана, кој ти кажал за дечни веција, Дијана? 10 Божи заповеди, не го спомнал името Господа кој што не треба. Чути си зеа и пејси. Во право си. Па да. Дали имаш преписка што ако излезе во јавност ќе направи хаос?
и барам баланс, каде е доброто, каде сум јас и дали пак лошото во сите нас. Тоа е Рилсон. Ти не го изрецитира, но добро го фати. Станиш, Чичо. Нема да станеш. Нема за мене. Нема. Ти како си го фатил тоа дома ли ки си го носиш? Готово, брат, се изнервирав се. Страх му држи. Победа во Звездите на Грант е огромна, ама што е потешко? Да се победи или да се докажеш дека не си само уште еден победник на некое шоу? Браво. Слушам приче да ме нигде нема, да сам пропао. Живи своих 5 минута на крову света свот. Сад и кога моја среќа боли, ал свима Никола прашта све. Само ми е стало да ме воли, до кога стало ми е. И са на јакото. Јо сам исти, ја чи него икад, ал се не хвалим. Само пуштам да ми дижу цену, језици ме зли. Јо сам исти, нормалан у свему, опуштени лик. У тој игри што се живот зове, увек победник. Поздрав за газдите. Прашање за Таско. Имаш ли црна листа на луѓе со кои не работиш? Колку сакаш, урап верзија. Играта е наша, мене боле да ме прашаш. Како пукаме ко калаш, зашто пукаме ко Багдад? Зашто правиме да патат и правиме да клатат? Глава градов е асфалт, не можеш да си во калта. Така да, они си знаат. Второ прашање за Дијана. Кој дел од тебе публиката никогаш нема да го запознае? Обземал мрак како да сум светлина, премногу темно е за да те видам. Сенки по тело, на срце прашина, со облеков тајни и размачкав шминка. Тој дел, знаеш ли душата? Видели? Станеш, Чичо. Одиме со Никола. Следното прашање, дали некогаш си имал чувство дека публиката те гледа повеќе како телевизиски лик отколку сериозен артист? Па види, се дешава и така да ме гледаат како телевизиски лик, но претежно е како сериозен артист. Дали има песна што те потсетува на нешто што сакаш да го заборавиш? Ако е моја песна, има една песна моја стара, Уби ме се виката, кога би можел да ја заборавам, избришам од моето сеќавање, би избришал пошто е пишувана за една личност која што веќе долго време ништо не ми у животот, а тогаш ми е пишувано у период кога сум мислел дека толку сум бил распаран од љубов што нема врска. И сега би ја избришал и од YouTube, ама стои на друг канал таму за тоа. Може би некој ќе се пронајде во песна. Па да, Ја вајда. ќе се пронајде во песна. Вајда. Награди ќе делиме? Секако. Да? Ќе им поделиме. Може, Мора. пошто беа многу искрени, да станеш нема награда, пошто не испевам. Дајте од Црво Експрес, да, не дозволувате било кој да ме вози, тоа се нашите спонзори. Црво Експрес, мене ме возат само најдобрите. Црво Експрес ме вози и ме шета. Патуете со наспевка и со стил. Црво Експрес има тури кои што ќе ви зајде удобно, пријатно, брзо и сигурно. Мик Свети Николе, нашите пријатели, искуство, квалитет, традиција, дури од 1960 година. Единствените Мик Свети Николе, стар квалитет, нови современи дизајни на полиците широм нашата Македонија. Не си игре, купи си проверен бенд, Мик Свети Николе е задоволство во секој залак. Дали? Да, Аджико, нашиот спонзор Аджико Home Center, кој што се наоѓа во Скопје, Штип, Гевгелије, Куманово. Се што ви треба за вашиот дом, градина, домакинство, се за дома, вртоглави попусти, специјални клуб цени и све што сакате за дома буквално од Джиджи Миджи. Аутовелот. Да, и да ги потенцираме нашите спонзори. Петроил од Скопско Новосело викаат најголем стрес моментално е нели Safe City, кола не регистрирана, истечена, брокер и така натаму, едноставно решение. Многу полесно, Петроил се на едно место. Брзо, лесно и без стрес. Убедливо најповолен технички преглед во Скопје и брокер кој брзо и лесно ќе ви понуди осигурување за вас и вашето возило. Исто така, Петроил во Скопско Новосело ве часта дури 10 литри гориво. Па кој ви го дава тоа? Ќе се регистрираш брзо, лесно и плюс ќе си добиеш гориво. Аутовелот, моите спонзори кои што викаат вака, уште ли верувате во приказите нов Мерцедес, баба го возела, дедо го гаражирал? Нема врска тоа. Лажи пара. Бегајте од лажни огласи, најголемиот плац за коли во Македонија е во Кочани Аутовелот.
Имаш луксузни автомобили, имаш нови автомобили, но имаш и стари. Нуди старо, тоа е замена. Старо за нови, ако немаш доволно пари, ќе ти обезбедат рати и лизинг. Во Кочани Автовелт, апсолутно се на едно место од одлични коли. Јас возам од тамо, тоа го кажувам нонстоп. А да видиме некој да не забравивме Игротека Томи. Еден наш спонзор кој што не прати од самиот почеток на вечер по 8. Во Томи се спојуваат играта, луѓе мои, забавата и елегантниот амбиент до совршена прослава. За возрастните има кафе бар Тори, Томи се извином, а за најмалите има Томи Игротека. Сите весели и насмејани. Кисела вода, има телефонски број кој што ги има доле во поп-ап и закажете или резервирате бидејќи е премногу фул и нема место. Од Томи кафе, бар и игротека се на едно место, а многу нормално сите ние сме деца во душите, а бога ми за наши деца го сакаме тоа што и најмногу и е потребно. Ресторан Цезарица, нашиот ресторан кој се наоѓа во Илинден. Многу пати ако сакате да излезете малце од Скопскиот асфалт, од гужва, од метеж, патиштата воздат до недобриот ресторан Цезарица во Илинден, Мобилзон, мобилни телефони, галантерија, тата мата, продажба на нови, на стари телефони, откуп на вашите телефони, замена старо за ново, сервис итн. И сега бидејќи јас сум денес убиен од снимање, секој телото и умот ми бараат вистинска пауза. Дозволете си ги недобрите Магнезиум Медикален спа центар во Виница, термоминерални бањи богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски алам, релакс соба, солена соба, базен со солена вода и така натаму. Магнезиум Медикален спа, витална аза за вашето тело. Од нашиот спонзор ова, ако те водат патиштата, нели кон Рим не те водат, кон Штип бидејќи тој е вечниот град, нашиот Дивајн козметички центар спонзор ти нуди што сакаш да ти дадам на тебе, чекај, може да ти дам електростимулатор, ваучер. Не знам што е тоа. Сакаш и мадеротерапија? Не правам така. Масажа само класик. Масажа класик. Еве ти гифт карт. Ти благодарам. Си идеш, има на газдарицата детево, на газдата, многу добро масира, ми кажа. Ми треба. Бога ми. Значи е лудил. Ми треба. Најдобри се, најпопуларни во центарот на градот. Ама многу битен фактор беше ова што ми го кажа дека е на газдата дете. Па така и мене ми кажа газдата, вика син ми многу добро масира. Види са, него овој да ти каже. Што бе, нека ти измасираш, па. Боле жена да пати него маш. Па, бога ми. Така е, бога ми. Ќерка има ли? Не знам, бе. Ке се жениш на препати. Дивајн, косметичко студио, еве ти за тебе електростимулатор, оди или да го поклона некој. Наелектризира. Да. Да те ицне. Мадеротерапија за женати. Озбилно? Што е мадеротерапија? За целулит. Со здрвата тоа. А ти од кај знаеш дека жена ми има целулит па да ми дава за мадеротерапија, а? Тоа е проблем на секоја една жена. Але така ми се погоди. Добро е. Мадеротерапија, повели. И ја прашам само што. Ја само да прашам. Козметичко студио, Фокабо се грижи за мене, дами и господа. Пака елегантен, оптика Визус. Најновите. Научила вака за лажна интелигенција, но и за сонце. А баш кај имаат кампања плати едно, земи две. И автоклиника Фурка се грижи за мојата кола да изгледа секојаш као Иван Либеро чисто и убава, бидејќи Иван Либеро колата е нонстоп со срциња, автоклиника Фурка се грижи тоа да биде излакирано, исполирано секако што треба. Дали станиш Ичо? Ајде. Ќе пееме или што на песна? Ќе пееме. Ноква фалиш да си до мене, да те љубам дур не осамне, да ти кажам колку празно е без тебе во ноќите. Да ти кажам колку празно е без тебе во ноќите. Ljubi silno, zakaj me i bidi moja do kraj. Dažni noći ne se broja, drati mi po oči sjaj. Srce vočuka samo za tebe, jedinstvena.
очи сјај. Ljubi, silno sakaj me i bidi moja, moja do kraj. Tažni noki ne se broja, prati mi. Ljubi, silno sakaj me i bidi moja, moja do kraj. Tažni noki ne se broja, prati mi. Во очи сјај, срце отшука само за тебе, единствена. Повели, брат. Сега имам прашање за Ива. Еј, за свекрвата. За свеке со снега, ајстрико. Дојди, оди, пола, еве, седни ти. Седни ти, ја ќе сам вака. Ајде. Много ме интересира. Како Силви бенд е бенд, а се само двајца? Па мажот е бендот. Он свири на сајзер и лева рака и десна рака. Во левата рака му е ритам машината и води бас секција со ритам гитара, во десната рака води соло. Ова ти е најстручен одговор. Затоа се води за бенд. Ова не ние музичари, не. Па, затоа се вика Силви бенд. Пошто Силви е жената, мажот е бенд. А мажот? Затоа Силви бенд. Мажот е цел бенд. One man show. Дами и господа, ви благодарам што бевте наша вечерна и верна публика. Ова се моите екипа или ова се вистински професионалци кои што денеска снимевме 280 емисии, ова беше последната, го издржа најдобро Дијана Оджи, Никола Станишичу, Тасковиќ Таско, Либеро Бенд и Црнаво Експрес гастата. Се гледаме наредната недела во сабота. Чао. Сто пати рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Меѓу нас, нешто има меѓу нас, дури бараш спас. Веќе немам тука глас, тука стоиш пак. Ликот седен као мраз, дури гледаш како одам, а за се сум крив баш јас. Кој од нас ки ни суди, а ти кажи ми вреди ли што ме губиш. Оваа душа ранета што ти ја уби, дури те оставам во раце други. Дали нокила на постела е пак, веќе до мене не си, а ми фалиш во целиот мрак. Кажи дали друг те љуби сега место јас, и дали на негови гради заспиваш. Сто пати рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Сто пати рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Крај, добро гледам дека крај е правец. Лутам, а немам каде надеж. Ти ја зимаш цела надеж. Крадеш, да подел од мене крадеш. Кој од нас ки ни суди, а ти кажи ми вреди ли што ме губиш. Оваа душа ранета што ти ја уби, дури те оставам во раце други. Дали нокила на постела е пак, веќе до мене не си, а ми фалиш во целиот мрак. Кажи дали